Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушат емисијата Гласот на вистината. Уште една можност подарена од Бог. Како што и мајнатиот пат кажав, тоа не е затоа што ние ја заслужуваме оваа милост, туку затоа што оваа милост се излева преку Исус Христос врз нашите животи и врз нашите блиски. Така да, навистина, имаме зашто да му благодариме на Господа, затоа што многу често пати сме обкружени со различни нешта кои го притискаат нашиот живот, кои не го праваат комфорен. Финанси, здравствени проблеми, многу проблеми кои што го движат нашиот живот. Но зборуваме, како што реков, за исклучително многу важна тема. Почитувани, да не дозволуваме проблемите да го водат нашиот живот, туку да дозволиме Духот Свети, третата личност од Божјото свето тројство, да го води и да го движи нашиот живот. Не да се управуваме според стихиите на овој свет, според желбите на телото, туку да се управуваме според Духот Свети. И да дозволиме Светиот Дух да го води нашиот живот. Всушност, да бидеме храм на Духот Свети. Затоа што преку Духот Свети се запечатени и исполнати нашите срца со таа милост Божја. Затоа што апостолот Павле до римјаните кажал дека сите оние што се управуваат според Духот Божи се синови Божи. Минатата служба се разбира зборував за ова нешто, дека ние треба да одлучиме, да донесиме одлука, да направиме избор за нас и за нашето семејство. Што е тоа што ќе го управува нашиот живот? Апостолот Павле постојано ни зборува во неговите писма за тоа да направиме избор. Што е тоа што ќе го движи и ќе го води нашиот живот? Дури апостолот Павле до коринјаните зборува дека штетни се компромисите. Не можеме да му служиме на Бога и на мамона. Затоа зборува дури и Господ Исус Христос и зборува целата Библија. Треба да одлучиме на кому ќе му служиме. Ние сме тие кои одлучуваме на кому ќе му служиме, на која страна ќе припаѓаме. Затоа, почитувани слушатели, ова емисија постои, емисијата Гласот на вистината, да ви помогне при вашата одлука, да можете трезвено, паметно и разумно да донесете една одлука која што ќе адресира вашата иднина и ќе го води вашиот живот. Затоа е многу клучно и многу важно. Слушајќи ga емисијата, можете да поставите прашања кои што ви интересираат, се разбира, од самите емитувани емисии и можеме да контактираме по сите овие прашања. Но на што во овие последни времиња ѓаволот не залажува, а и тој сам ја знае дека му е последно времето, ни дава да размислуваме. И тој ни шепоти во нашата глава дека сепак имаме време. Единствено што не мотивира е ѓаволот за тоа дека ние имаме време. Но кога ќе го читаме Словото Господово, ќе видиме дека времето е многу блиско и дека ние немаме време и дека сме поставени во една таква позиција да можеме да донесеме една вистинска одлука која што реков ќе го води нашиот живот и ќе ја води, се разбира, нашата иднина. Ние сме тие кои одлучуваме за цела вечност со Бога или без Бога. Затоа треба ние, се разбира, да одлучиме. Зборуваме за Светиот Дух. Почитувани, Духот Свети ни помага да можеме да донесеме одлука, се разбира, ако побараме помош од Него. Затоа што Библијата, Исус Христос зборува дека Тој е нашиот помошник, дека Тој е нашиот утешител, дека Тој е нашиот придружувач, оној кој не придржува, оној кој не брани, оној кој не утешува, оној кој не советува. И затоа е многу важно и битно да бараме помош од Духот Свети.
Кои се оние кои што го бараат Духот Свети? Сите оние кои се управуваат според Духот, тие можат да го бараат Духот Свети. Знаат дека Духот Свети е клучна личност во нивниот живот, во изградба на нивниот духовен живот. Ние сами по себе си не можеме да го градиме нашиот духовен живот без помош на Духот Свети. Затоа Исус вели подобро јас да си дојдам, за да дојде Духот Свети, Утешителот. Ние зборуваме дека Утешителот, Светиот Дух, е личност. И за тоа дадохме неколку факти. И видовме дека тој исто така има и атрибути на личност. Опишан е оне кој што ќе не води во целата вистина. Исто така, видовме дека самиот аспект на водство зборува дека тој е личност. Словото исто така ни вели дека тој ќе не посети на одредени работи. Еве во Евангелието на Јован, 14 глава, еве што ни е запишено 26 стих, овој стих кој што едноставно многу често пати го читаме. И еве што вели, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител. А Утешителот пак, Светиот Дух, кого што Таткото ќе го испрати во моје име, тој ќе ве научи за се што ќе ви напомени, за се што јас ви зборував. Значи, тој ќе не напомени за се оно што зборувал Исус и тој сепак ќе не научи. Потоа, кога ќе отвориме во 15 глава, ова исто Евангелие, 26 стих, еве што таму исто така ни е запишано. А кога ќе дојде Утешителот, кога што ќе го испратам јас од Таткото, Духот на вистината кој излегол од Таткото, тој ќе сведочи за мене. Значи, Духот Свети произлегува од Таткото и затоа е светата, поточно третата личност од Божјото свето тројство, затоа што произлегува од Таткото. Па дури самиот Син Божји произлегува од Таткото. Почитувани, една работа сакам само да рачистиме. Ние не зборуваме за три богови, но зборуваме за еден Бог кој се објавува во три личности. Таткото, Синот и се разбира Духот Свети. И сите овие три личности има своја мисија на овој свет. Синот и Духот Свети се оние кои се застапуваат пред Бог Таткото и не застапуваат денеска нас. Светиот Дух е тој кој што е меѓу нас, се разбира. Потоа еве што ни вели Словото Господово. Ни вели дека тој сведочи за Исус Христос. Ова е белег на лична активност. Во Евангелието на Јован, 16 глава, 14 стих, еве што вели. Тој мене ќе ме прослави, зашто од моето ќе земи и вам ќе ви јави. Еве која е улогата на Духот Свети, да го прослави Синот. Затоа што од него ќе земи и нам ќе ни јави. Не е Духот Свети личност која што ќе го прославува некого, туку Библијата вели, самиот Исус вели дека мене ќе ме, се разбира, прослави. Потоа, што ни вели Библијата? Ни вели дека тој ќе го прослави Исус Христос. Ќе отвориме во 1 Коринтијаните, значи ќе отвориме во 1 Коринтијаните, 12 глава, и ќе го читаме, се разбира, 11 стих. Еве што ни вели Словото Господово. Се тоа го прави еден из дух, распределувајќи си секому одделно како што сака. Значи, се тоа го прави еден из дух. Немаме ние друг различен дух, туку имаме еден из дух кој вика Ава Оче. Тој дух кој сведочи, се разбира, на нашиот дух. Понатаму еве што ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител. Ни е речено дека тој разделува духовни дарови. Ќе отвориме во Ефесијаните, значи, ќе отвориме Ефесијаните, 1 глава, 3 стих. И еве што таму ни е запишено.
Нека биде благословен Бог и Таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христос. Како сме благословени? Преку Духот Свети. Преку Исус Христос, кој ни дава секаков духовен благослов. Потоа, исто така во 4 глава од Ефесијаните, 30 стих, еве што таму ни е запишено. Него скрбнувајте Духот Свети Божи, со кој сте запечатени за денот на откупувањето. Значи, ние сме запечатени, имаме печат, се до онај ден на самото, се разбира, откупување. Кога Бог преку Исус Христос не откупи, тој и не запечати, се разбира, преку Духот Свети. И тогаш нашите имена се запишуваат во книгата на животот. Се зборува дека тој ќе биде запечатен до денот на откупувањето. Еве да отвориме повторно во Римјаните, 8 глава, 26 и 27 стих. Римјаните, значи, ќе отвориме во Римјаните, 8 глава, 26 и 27. И еве што таму ни е запишено. Исто така и Духот не подкрепува во нашата немоќ, бидејќи ние не знаеме како треба да се молиме. Па сепак Духот сам посредува за нас со неискажливи воздигнувања. А оне кој ги истражува срцата, знае каква е мислата на Духот, бидејќи тој по волјата на Бога посредува за сите свети. Кој посредува за нас? Духот Свети. За сите свети. И тоа е по волјата Божја. Тој да посредува, се разбира, за сите нас. Потоа, еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. Дека тој ги целува нашите слабости и дека не застапува нас во молитва. Од словото учиме дека Духот Свети се појавил на земјата. Тој се издвојувал себе си како посебна личност од тројството за време на крштенијето на Господ Исус, кога се појавил во вид на облак, на гулаб, спуштувајќи се разбира, од небесата. Еве што ни е запишено во Евангелието на Матеј, 3 глава, 16 стих. Матеј, 3 глава, 16. И току што се крсти Исус, излегуваше од водата, наеднаш се отвори небото. И Јован го виде Божиот дух во облак на гулаб, како слегува и се спушта, се разбира, над Исус. Замислете си, Духот Свети се спушта во вид на гулаб од небото. И потоа се слуша глас и вели: ова е мојот возлюбен син, во кого е мојата милост. Духот Свети во вид на гулаб се спушта над Исус. Затоа Библијата го опишува дека тој е личност. Можеби ова е малку неразбирливо за нас, но сепак е факт запишен во самото, се разбира, Слово Господово. Почитувани, како што кажав, се надевам дека ќе продолжиме да зборуваме за Светиот Дух, затоа што тој се застапува за нас пред Бог Таткото. Затоа изборуваме за Духот Свети, затоа што зборуваме, како што реков, исклучиво за една многу важна тема. Како можеме да дојдеме до Бога? Како можеме да се приближиме до Бога? Вратата на милост е отворена. Бог ги поканува сите, тој ги повикува сите. Но Духот Свети е тој, како што и Синот, не застапуваат пред Бог Таткото. Затоа што ние сме храм на Духот Свети. Затоа е многу битно и многу важно да го повикаме Духот. Духот Свети е тој кој е постојано со нас. Дали шетаме, дали спиеме, дали јадиме, дали што и да правиме, тој е со нас каде да сме.
Тоа е неговата улога. Затоа имајте убава и благословена вечер. Се разбира, продолжуваме и понатаму да зборуваме за Духот Свети. Ке зборуваме наредната емисија, се разбира, за делото на Духот Свети. Светиот Дух има дело на оваа земја. Но до тогаш, Господ со вас нека биде, Бог нека ве благослови. Имајте убава и благословена вечер. Се разбира, и се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!